Боенката ја направив со цел да покажам каква љубов имам јас према градот, со оглед на тоа што во последните 2 години му се случи едно силување на градот и јас сакав да допринесам, бидејќи сум вечен оптимист, да направам нешто убаво за градот и ми беше многу драго што добив многу позитивни критики од многу луѓе, а и плюс да ги мотивирам останатите креативци да творат и да им докажам јас дека може и да се случуваат и убави работи у Скопје. Ме инспирира архитектурата во градот. Не оваа нова што е, таа што е постарата малце, на бруталистичките елементи на градот и целата таа историја на градот, Кензо Танге, таткото на постмодерното Скопје. Ме инспирираат, МСУ ме инспирира кај што сме сега во моментов, бидејќи има многу убав поглед од Скопје, може и самите да видите. Има многу елементи кои што ме потсеќаат на некој sci-fi филм и сакав да го преточам тоа во самава Боенка, да има малце така откачени моменти. Боенкава најпрво ја направив од свој кејф и со текот на времето, додека изработував, ја покажав на многу реномирани имиња од браншата на уметноста, кои што многу добро ја прифатија и ме советуваа во одредени работи кои ги правев. И од кога заврши процесот и од кога излезе Боенката, од сегда почна као многу позитивни реакции да ми доаѓаат преку социјалните мрежи. Многу така, као наеднаш не очекував дека као Ептенги надмина моите очекувања. На сајмот за книга беше една од најпродаваните книги. Исто така многу беше интересен фактот дека немав ни појма дека ќе има некакви награди, делење на награди за најдобри книги, за најдобро дело, најкреативно. Ја добив таа награда за најкреативно дело, што бев многу поласкан поради тоа. Публиката стварно многу добро ја прифати и сум многу горд на тоа, стварно беше неочекувано за мене. Мислам дека луѓето у Скопје треба да олабават од одредени спреги кои ги имаат во своите мозоци и мислам дека самиот однос на луѓето у Скопје, ако се смени тој мајндсет на цело време на жалење, на депресии, такви работи, само негативно влијае на нивниот мозок и сметам дека со малце попозитивни мисли и целата атмосфера во Скопје може да биде на подобро ниво и луѓето да се мотивираат да прават многу различни ствари што не биле секојдневни за Скопје, а сепак би биле многу позитивни. Независно дали повеќе стрит арт или поголема креативност од страна на архитектонците во околу правењето на одредени градби, повеќе зеленило, али пред се треба малце луѓето во Скопје да се опуштат. Значи, уште од самиот процес на изработка на Боенката ми се развиваше идеја за создавање на стрип околу мојава приказна што ја имам за Скопје и сватив дека Боенката ќе ми биде само одредена увертира во тоа што ќе го правам следно. И мислам дека ќе биде, ако ова беше mind blowing, тоа ќе биде, не сте свесни колку ќе биде тоа.